На стоматолошката комора привремено и со одземени овластувањата за издавање лиценци. Ваква одлука донесе Министерството за здравство, откако извршените надзори укажале на бројни нерегуларности. Се издавале сертификати кои неправилно се користеле за продолжување на лиценците. Се организирале едукации преку нерегистрирани здруженија, се склучувале договори спротивно на законот, се игнорирала одлуката на Уставниот суд. Министерот Азир Алиу вели дека постојат и сериозни сомнежи за финансиски злоупотреби и криминал. Најави дека сите документи ќе бидат предадени на обвинителството, а финансиската полиција веќе ја чешла стоматолошката комора. На комората й беше дадена можност да ги отстрани недостатоците. Не го стори тоа. Затоа, имајќи предвид одредбата од член 261, став 1 алинеја 4 од Законот за здравствена заштита, а врз основа на препораките на стручната комисија, донесов одлука за привремено одземање на јавното овластување на стоматолошката комора. Од денеска, Министерството за здравство ги превзема надежностите за лиценцирање, се додека не воспоставиме систем кој ќе работи законито, транспарентно и професионално. Од стоматолошката комора пак ги отфрлија наводите на министерот Алиу. Кажаното е сосема спротивно од се што беше кажувано на нашите средби минатите денови. Така што, заклучокот можете и самите да го донесете. Особено, се што беше кажано е во тотална спротивност со вистината, зашто имаме и документи и писмени докази. Од здравство, уште во месец април најавија дека стручна комисија ќе го проверува работењето на стоматолошката комора поради сомнеш за неправилности, односно дека лиценците на стоматолозите биле обновувани со невалидни сертификати од фиктивни здруженија кои не се регистрирани во Централниот регистар. Од Сдруженијето на приватни стоматолошки ординации лекари обвинуваат дека зад неколку вакви здруженија стои претседателот на комората. Од таму пак уште тогаш тврдеа дека нема ништо спорно ниту спротивно на законот.